почитувани, ниту 100 иницијативи да направат, ниту 100 тела да соберат, не се способни за никаква реформа, а тоа го покажуваат веќе 4 години. Веќе има 2 тела оформено за реформи, едно ке Нина Ангеловска, а друго во владата, и ова е признание дека ништо не сториле, а ниту ова што сега го најавуваат нема ништо да направи. Се што гледаме е гол маркетинг и ова е продолжение на тие неуспешни демагогии. За татковината со љубов не е да се продава идентитетот за приватни бизнис интереси, како што тоа го прави Зоран Заев. За татковината со љубов е да се свика лидерска средба, а не Заев сам да договари и ветува откажување од идентитетот во тет-а-тет средби со Бојко Борисов. За татковината со љубов е да се постават црвените линии за македонскиот јазик и за македонскиот идентитет. За татковината со љубов велата Зоран Заев сака да заврши со парите во джеп од продажбата на иловица на бугарски газди. За татковината со љубов, а вчера се загубија 46 животи поради неспособноста во справувањето со коронавирусот. За татковината со љубов е наместо да ставаат маска на лажен патриот, да си оди Зоран Заев заради предавничките политики. За татковината со љубов е да замине Зоран Заев. Ова е само глума дека се работи за татковината со љубов, бидејќи се што прават спротивно. Почитувани, велеа дека претходно било режима околу себе се екипираат и ги собираат како засилување токму луѓето кои што ги посочуваат и кои што ги посочуваат како дел од режимот. Тука се важни две работи: или треба да се извинат што лажеа дека наводно било режим, или да побараат прошка од народот, или пак ако се уште мислат дека било режим, да објаснат што прават тие луѓе сега со нив на маса. Во државата постои хистерија, единствено во криминалот, лагите на Зоран Заев, кои што носат загуби на Македонија и на македонскиот народ. Ви благодарам. Имате ли прашање? За татковината со љубов е неформалното тело формирано од страна на вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики. Вчера беа потврдени, можеби и неофицијално, имињата на Кирил Миновски и Владимир Пишевски како еден од дел од советниците на ова тело. Како гледате вие како партија и ова што го спомнавте на крајот да го спомнете? Но во моментов ги нема тие три личности во објавата на Фатмир Битики на Facebook. Сакате да кажете дека ги нема. Па видете, вака прашате ги токму Фатмир Битичи и Зоран Заев за составот на ова ново тело, лажно тело за лажни реформи. И јас прочитав дел од овие луѓе кои што ги спомнувате дека демантираат, кој по медиумите, кој преку социјалните мрежи. Ова е уште еден срам на системот за лажни вести, продукцијата на лажни вести од Зоран Заев и неговата екипа во обид за дефокусот, девастацијата на Република Македонија.